Целта на денешната трибина е академска дискусија за реалните последици кои ќе произлезат од Законот за медицински студии и континуирано стручно усовршување и Законот за здравствена заштита, односно неговите измени кои ќе влијаат на специализациите и суспециализациите. Ние сме незадоволни и ќе го изразиме нашето незадоволство од повеќе аспекти. Значи, најпрвин Законот за медицински студии и континуирано стручно усовршување, донесен од Министерството за здравство, директно ја напаѓа и влијае врз автономијата на медицинскиот факултет во склоп на нашиот универзитет. И сметаме дека одредбите на овој закон дополнително го отежнуваат студиумот веќе донесен од Министерството за здравство. А тоа го сметаме за сосема непотребно. На овој начин Министерството за здравство добива енормна контрола и ингеренции над нашите права како студенти и воедно и на специализантите. При реализацијата на одредени одредби од Законот за здравствена заштита се влијае врз самите права на специализантите и освен со тоа што нема никаква регулатива која што ја гарантира нивната сигурност, се влијае и негативно на нивната психичка, социјална и материјална благосостојба. Сметаме дека со овие промени се трошат голем број на финансиски средства кои што треба да бидат пренасочени во други сегменти каде што се реално попотребни. Примарната грешка ја гледаме во фактот што Министерството се обидува да воведе реформи, но тоа го прави неплански, без цел и без одредена насока. Сметаме дека најважно е запазувањето на самите засегнати, односно студентите и специализантите во медицината. Како што секоја куќа би започнале да ја градиме од самиот темел, така и овие промени треба да започнат во самиот срж на проблемот, наместо да почне да се гради од кровот и да се изгради само последното скалило без претходен обид за да се подобрат сегментите и со тоа да се дојде до вистински квалитетна промена. Донесени се само санкции без при тоа да се работи на секторот на повеќе сектори во здравството и едукацијата кои што треба и мора да се променат и при тоа студентите и специализантите се третирани како експериментални заморчиња. Бараме да бидеме сослушани и да бидат слушнати и земени предвид нашите аргументи и при тоа јавноста да ги разгледа и размисли нашите ставови и нашите предлози. Секогаш сме и ќе останеме отворени за дискусија со сите засегнати страни и секој кој што има волја за подобрување на медицинската едукација и медицината, односно здравството во целина. Собрани сме тука на Медицинскиот факултет во Амфитеатар 1, како студенти на Медицинскиот факултет да го искажаме својот револт, можеби задоцнато, но ова е, ако не се лажам, првата ваква иницијатива од страна на студенти. Не е поттикната од некоја институција на власта, туку е автохтона наша иницијатива со која ние се обидуваме да им кажеме на нашите професори први, на нив да им се обратиме, заради тоа ова една трибина на која што се они поканети, да им го кажеме својот револт, нашиот став, нашата аргументација во врска со овој закон кој што ги уништува буквално студиите на Медицински факултет, кој што и без ова треба да се реформира, треба да се сменат, меѓутоа не во оваа насока. Ова што го прави Министерството, тој што веќе го има направено пред 2 години на еден многу нетранспарентен начин, на еден многу, како да кажам, начин во кој не се вклучува ниту една засегната странка која што директно е засегната од законот. Например, студентите никогаш не беа консултирани дали сакаат да полагаат нешто вакво. Конкретно зборувам за стручниот испит кој што е предвиден со овој закон. Стручниот испит се прави задолжителен, значи тој ќе го спроведе лекарската комора, но ќе се полага како елиминационен испит. Доколку не се положи, може да се изгуби право на студирање, да се продолжат студиите. И заради тоа ние бараме лекарската комора да си ја препознае својата работа, која што е давање на лиценци на доктори кои ќе работат во Македонија, а не да биде задолжителна за сите студенти. А исто така и самиот испит, кој што порано се полагаше како државна, сега е еден елиминационен, кој што не дозволува на студентите да продолжат од втората, трета година доколку не го положат. Со самото тоа што се полага овој испит во август месец се крати една сесија. Значи една сесија им се одзема на студентите. Тие мораат, студентите од прва година, конкретно оваа генерација која што прва засегната од овој закон и прва учи по оваа нова програма, ќе има само 5 сесии на Медицински факултет, каде што е можеби најтешко да се студира. Предметите се најобемни и најтешки, материјалот е најголем,
ќе имаат само 5 сесии да ги дадат сите испити кои што ќе бидат задолжителни за да ги полагаат за да го полагаат тој стручен испит. Тоест првиот дел од стручниот испит. И затоа ние апелираме до Министерството да го слушне нашиот глас и до пошироката јавност се разбира да го слушне гласот на студентите на медицина, бидејќи имаме голема потпора и од нашите професори, а и од самите студенти. Ние сме студенти од медицинскиот факултет во Скопје и дојдени сме собрани сме тука да го покажеме нашиот револт кон новиот закон кој што не опфаќа нас како прва генерација. Значи ние се соочуваме со голем притисок со самото тоа што сме на медицинскиот факултет, кој што има посебен материјал на колоквиуми, посебен материјал на испити. И за да го полагаме ние самиот испит, ние мораме да ги имаме положено сите испити до јуни идната година во втора година кога ќе го полагаме тој испит, со што ни се крати една сесија целосно и плюс треба да ги имаме сите колоквиуми положено, што е енормно голем материјал и се соочуваме со многу голем емотивен и психички притисок, поради тоа што притиснати сме и од рокови и плюс имаме и нова додатна пракса за време на лето која што треба да исполниме 40 денови, со кој што ни се ускратува и самото право за одмор годишен, на кој што сметаме дека сите имаме право да го имаме. И едноставно ние сме собрани тука да покажеме, да скренеме малце внимание на нас, дека сме незадоволни дека овој закон не може да помине поради тоа што навистина притисокот е енормно голем и едноставно многу вонстилски перформанси треба да се покажат за да се успее да се усклади се со овој испит. Ке реагирате ли некаде? Па ќе реагираме, се надеваме дека ќе добиеме некаква реакција првично од трибинава, се надеваме дека ќе бидеме во контакт со Министерството за здравство, кое што ќе проба да не разбере малце дека сепак станува збор за голем проблем. И специализантите се опфатени со овој закон и тие се соочуваат со проблемите кои што им ги нанесе Министерството за здравство. Тие не се во можност да се посветнат на својата струка и да учат она што треба да го учат, да лекуваат пациенти, туку повеќе се претоварени со проблеми кои што се финансиски, емотивни, психички, бидејќи мора да работат и сосема друга работа и плюс да учат да специализираат. И исто така принудени се навистина на многу голем финансиски трошок. Ние како студентски пленум на медицински факултет имаме голема поддршка и од асоциацијата на специализанти и млади лекари, причем и тие постојано одржуваат трибини и би било убаво да се слушне и нивното мислење. Закон за кој што сега ние ќе зборуваме, тој би се донесол што 2013 година, меѓутоа тогаш групата на студенти кои што се побунија против законот беше многу мала, студентскиот пленум не беше формиран и сето тоа многу кратко траеше, не се слушна, јавноста не слушна за тоа дека студенти се бунат, дека нешто. Имаше кратка како дебата трибина во деканатот овде, министерот дојде, студентите му кажа дека не се согласуваат со законот така натаму, меѓутоа тоа така заврши, ништо посебно не се случи. Меѓутоа сега откако се содаде студентскиот пленум и ние почнавме гласно да зборуваме за против законите, против лошите реформи и мислиме дека е во ред и да се побуниме против овој закон кој што ги зафаќа само медицинарите, бидејќи нели ние како студенти по медицина сме зафатени со Министерството за здравство плюс не само Министерството за образование. И сега веруваме дека ќе успееме да направиме нешто, проминеме нешто. Значи да повториме, станува збор за кои закони? Да, значи се работи за законот за континуирана медицинска едукација, кој што ги опаѓа на студентите по медицина и плюс законот за специализанти, во кој што има нови одредби, со кој што значи апсолутно е доведен до апсурд и тој закон кој што ги опаѓа специјалисти.